Бидејќи нема, еве да не го коментираме делот реализација, ќе инсистирам, односно ќе ве прашам што знаеме за новиот буџет за 2020. Уште е во, да кажеме, на сред на процесот, не би сакал да шпекулирам. Знаеме дека со среднорочното планирање буџетскиот дефицит ќе се задржи на исто ниво како и претходно, некаде 2,5 до 2,7 од бруто домашниот производ, и најверојатно нема да има големи отстапувања ни во капитални инвестиции или да кажеме големи изненадувања. Тоа што најверојатно ќе биде ново е дека тоа што ќе се испланира во капиталните инвестиции се само проекти кои што се добро испланирани во претходниот период. Сега, искрено, залудно е веројатно да збориш, ама кога си внатре сваќаш ни секакви процеси и дискусии одиме, и ова што го збореа двајцата претходници, не е дека не сме ги зборили, ги збориме, ги правиме, и веќе имаме сватено дека во, например, проектите за регионален развој нема таков ефект ако имаш годишно планирање, затоа што регионалните проекти, ако сакаш да имаш ефект, мора да имат среднорочно планирање, повеќе годишно буџетирање, за да бидат поголеми, со поголем ефект, и веќе имаме законски предлози во новиот закон за регионален развој, токму таквите проекти да се така планираат. Така да, тоа што ќе биде испланирано во капиталните инвестиции се проекти кои што имаат поминато низа на ниво на ревизии на самите проекти, кои што тие што се занимаваат со проекти знаат дека тоа е нужно за да имаш доброто планирање, е нужно за да имаш добро спроведување, кој што претходно искрено го немавме. Ние планираме 2019 да ја завршиме на проекцијата од 3,5 до 3,7. Искрено реков дека не би требало да има негативно влијание за 2019 година, следната година со истаков раст, иако тенденцијата, морам да признам, тенденцијата, еве не го искоментиравме, за жал, ние историски по прв пат како држава имаме буџетски суфицит во двата последни месеци, во август и септември, што не ни се случило одамна од планирано да имаме повише реализирано, што е за, можеби за некого изненадување, за нас е позитивен тренд, кој што ако се следи со такво ниво на раст на полнење на буџетот, можеби буџетскиот дефицит ќе го намалиме, но и економскиот раст ќе иде над тоа што е проектирано, а ние го посакуваме тоа над 4%.